Благодарам, председателке. Се размислував дали од место или од тука. Значи, имавме прилика да имаме навистина добри темелни обраќања од колегите ВМРО ДПМНЕ, каде што имаше навистина логични предлози и кои што ќе допринесеа за подобра поквалитетна расправа во насока на најдобар можен избор. И ја не сум член на оваа комисија, но секако не сакам да испуштам можноста за да присуствувам на оваа расправа и да видиме како се движи расправа, кои луѓе се представени и кои ни се нашите следни уставни судии. Иначе говориме за институција која што не е дел официјално од судскиот систем, но јавноста и јас лично ја доживуваме како круна на истиот. Тоа е институцијата во која што гледаме сите спас, во онаа институција која што треба да се осигура правото и правдата во државата. Многу представки, многу поставки, одлични искуства на секаде на светот и не случајно така истата институција и се доживува. И од тој аспект навистина сакав да присуствувам и еве сега да земам и учество во самата расправа, бидејќи личностите што ќе ги одбереме имаат 9 годишен мандат. Тоа е на цела деценија. Тие луѓе во нив ќе гледаме пример, во нив ќе гледаме позорност, во нив ќе гледаме углед, во нив ќе гледаме право и правда. Погрешен избор 9 години нема назад. Некои грешки се исправаат, некои грешки потешко се исправаат, некои грешки не се исправаат. За потенцијална грешка, како во овој случај, 9 години нема исправање. Зошто го велиме ова? Јас во овој законодавен дом, кога дојдов, првото правило што ми беше укажано и од колегите, од мојата партеничка група, и од мнозинството, за луѓе што не се присутни во салава, не се дискутира. Така. Сега, кога дискутираме за уставни судии, за круната на судството, ние не само треба да дискутираме, да ги збориме, да ги карактеризираме, да им бараме забелешки или пофалби, а при тоа треба и да одлучуваме. Во таква ситуација сме приморани. И сега 50-50 се веројатноста да сгрешиме. И доколку го пофалиме, и доколку го критикуваме. Јас не кријам, сум кажал и преходно. Нема никаков греф доколку некој застане позади определена личност и рече јас гарантирам за оваа особа. Но во тој случај треба да одговара оној што го предложи. Дали колегата ќе одговара? Дали е коректно сега ние да нападнеме со 200, 300, 500 прашања што ни скачаат во пресред? Недоумици. Не мора да бидат проблеми, не мора да бидат скандали. Едноставно недоволен број на информации. Имаме кандидат за уставен судија, господин Фатмир Скендер, јас не го познавам. Не знам ни како изгледа. Нема слика, но и да имаше, немаше многу да ми значи. Дали е коректно сега личноста што го предложи нашиот драг колега, ние да го нападнеме со едно чудо прашање и да очекуваме одговори за кариерата за господинот Скендер? Дали колегата ќе знае да ни одговори? Дали ќе бидат доволни одговорите? И конечно, дали се точни одговорите? Кој би можел да суди за тоа? Дали сте ние сигурни дека врз основа на тие одговори ние можеме да направиме правилен избор? Јас имам сериозни дилеми. Јас не знам и оваа биографија дали лично господинот Скендер ја направил. Јас се сеќавам, ево гледам и колегата покрај мене млад, верувам дека го имал истото чувство, првата биографија која сте ја правиле. Па изборот од 300 формулари, дали е најсоодветниот, дали е најпредставителниот, дали ќе биде оној правиот на местото каде што аплицираме, некаде или каде што ја доставуваме. Овде имаме ливче и пол, куцан текст, дури збунувачки. Јас тврдам дека секој од вас потрошил многу повеќе време да се направи биографијата отколку ова што го имаме овде пред нас. Тврдам, без да ги видам. Ова не е потрошено време. Ова е само збир на податоци, нафрлени еден до друг, што не ни даваат правилен приказ. Еве, имам простор дека можеби господинот Скендер не ја ни направил токму оваа биографија, ако се вели како што се вели така. Но доколку ја направил, ја сум збунет. Не ни дава доволно податоци. Сосема подруго ќе беше доколку имавме можност и му дадовме простор на господинот Скендер, Фатмир, да се обрати тука пред нас. Јас верувам дека и он би се заложил за да има таква можност. Конечно си почнувам од самиот себе си.
Почнувам од сите вас. Нема ништо побаво и поголемо за тоа да имаме можност да се окажеме своето мислење и да бидеме чуене со нашето мислење. Да биде нашето мислење оценето. Дали што беше тоа греф да се прифати господинот кој што треба да биде 9 години представник на највисоката институција во државата, во Уставниот суд, да може да се обрати пред присутните и доколку има некој било каква дилема, директно, конкретно, без двоумење да не разубеди. Да немаме потреба од овие зборови токму тука. Одличен предлог беше на колегата, не можам да разбирам зошто се има таков однос. Особено имајќи предвид дека позитивните искуства со интервјуата, со представувањето се кај сите нас застапени. И сте присуствувале на интервјуа, снимале можност да се представиме, и сега представуваме став. Зошто да имам јас можност да си го искажам мојот став за личност што не е ни присутна тука, а таа личност за која што треба да одбираме, да прифатиме или да одбиеме, да нема можност да се обрати да ме демантира. Без оглед дали јас сметам дека ќе гласам за или против, или едноставно не ќе имам доволно информации за можам да го изразам моето мислење. И навистина е така. Од 9 личности кои што ќе треба да се разгледуваат овде, јас верувам дека сите имаат доволно позитивни карактеристики кои што би сакале да ги истакнат. Како ние ќе определиме, поради тоа можеби некој што немал доволно време, па на брзина на 20 на минути направил некој текст што треба да биде биографија, го доставил до тука нас, ние ќе бидеме во состојба да му определиме неговата судбина. Како ќе направиме разлика помеѓу тие 9 личности? Се извинувам. Бидејќи заложбите на сите нас е да го избереме најквалитетното решение со неговата стручност, со неговата компетентност. Да не направиме грешка. Да немаме грижа на совест. И конечно, да бидеме сигурни дека од понудените решенија бил најдобриот избор. Ја не знам дали постои деловничка можност. Но увидов дека и по излагањата на претходните колеги допира до колегите од мнозинството она што го кажа. Дека е логично ова што се побарува. Дека не зема многу време, дека не зема многу простор, ниту енергија, најмалку пак од капацитетите на оваа комисија. Снимале ние седено овде и дискутирано многу подолго. 9 кандидати по 20 на минути, 3 до 4 часа, еден ден нека биде. Можеме да посветиме плюс во една дополнителна дискусија која што ќе ни гарантира дека нема да сгрешиме. Дека ќе го направиме правилниот избор и конечно работа за која што и самите кандидати би сакале тука да се обратат. Некој можеби има работено повеќе трудови, некој можеби учествувал во практична работа која што и текако е застапена во работата на Уставниот суд. Секој од свој аспект работа која што ќе се истакне, за која што ќе ни увери дека ќе го направиме правилниот избор. Иначе можеме ние овдека да анализираме до бескрај. Без оглед дали е доволно да посетиме неколку семинари на ЗЕЛС, дали е доволно само да се вработиме во катастар и да бидеме уставни суди. Не сакаме тоа да го направиме. Сакам да верувам и сакам да бидам убеден токму од предлагачот или од кандидатот дека тоа е најдобриот избор што ќе го направи ова собрание. Не смееме да дозволиме уште една грешка. Премногу ги имаме назад. Станува збор за институција во која што сите гледаат надеж. Институција во која што сите бараат надеж дека ќе биде исправена грешка на нека друга институција. И конечно, тоа е мојот став, тоа е ставот најчесто и на ВМРО ДПМН, дека ние мораме да направиме чекор напред. Не е важно како што се случувало понапред. Ние, како состав овдека во собрание, имаме можност со една добра политичка волја, со една правилна улога да им дозволиме на представниците да се обратат и да го направиме правилниот избор. Ви благодарам.